Почитувани бизнисмени, стопанственици, собственици на акции и удели во компаниите во Македонија, менаџери на компании, почитувани раководства на стопанските комори, почитувани членови на владата, професори, аналитичари, новинари, дипломати. Дами и господа, денес по покана на стопанските комори тука сум заедно со вас, собственици, директори, менаџери на над 700 компании во Република Македонија. Како домашни, така и странски. Како поголеми, така и средни и мали компании, постари и понови, повеќе и помалку етаблирани, извозни и увозни, трговски, индустријски, производни, финансиски, банкарски, компјутерски, земјоделски, градежни, туристички, услужни и од сите сектори на економијата. Тука се присутни представници на најголемите 250 компании во Македонија според извозот и според профитот. Присутни се значаен број на представници на средни и мали предпријатија. Денес сум пред вас со задоволство да споделам некои размислувања, видувања, анализи и информации за состојбите во економијата и перспективите за 2013 година. Почитувани присутни, денес меѓу нас има многумина кои по многу работи се слични, како и многумина кои по многу работи се различни. Независно дали е тоа идеолошки, политички, партиски, етнички, верски, социолошки или пак од различни или исти сектори, или различен степен на развој, помлади или постари, побогати или помалку богати, повеќе или помалку успешни, оптимисти или песимисти. Можеме да најдеме и многу други сличности и разлики, но постојат три заеднички работи кои ве поврзуваат. Прво, сите живееме во оваа земја и тука ни живеат сите или повеќето од нашите блиски, семејствата и пријателите. Второ, сите присутни од вас се влезени во бизнис како собственици или менаџери, превземајќи го ризикот и одговорноста кој бизнисот го носи и сите се борите да успеете. И трето, сите имаме заеднички проблем и сите сме загрижени. Економската криза која произлезе од европската должничка криза, која пак дојде кратко по завршувањето на светската финансиска криза, на сите ни е во моментот сериозен проблем. Токму затоа сме денес сите собрани и сосема јасно дека тоа е главниот мотив што раководствата на стопанските комори, со кои патем речено досега имаме одлична соработка, го организира овој настан. И тоа е темата на денешното моје излагање. Почитувани присутни, во 2006-та на парламентарните избори за прв пат јас како кандидат за премиер ја добив довербата од мнозинството граѓани. Откако преходно заедно со мојата партија ја представивме нашата програма, како пред сите граѓани, така и пред стопанските комори. Така пред точно 6 години заедно со коалиционите партнери започнавме спроведување на програмата на владата. Подосна во 2008 и 2011 мнозинството граѓани ја потврди довербата на нашата програма и на економските политики. Овие нови политики внесоа многу промени во економијата. Решија многу проблеми, дадоа многу подобри услови за бизнисот. Се разбира, има уште многу работи кои треба да се подобрат и проблеми кои треба да се решат. А предизвиците на оваа должничка рецесија дополнително ги потенцираат дел од преостанатите слабости кои постојат и на кои ќе останеме фокусирани и посветени во периодот пред нас. Ќе потсетам дека во правец на помагање на компаниите, воведувајќи рамен данок од 10%, данок на добивка и персонален данок на доход, воведовме и најниски даноци во земјата, споредено со било која држава во Европа. Дополнително го намаливме и данокот на додатна вредност од 18 на 5% за лековите и медицинските помагала, земјоделската механизација, семенски и саден материјал, ѓубрива и репроматеријали, како и средства за заштита на растенијата и на водата за наводнување, изградбата на станови, комуналните услуги, компјутери и софтвер, јавен превоз, колектори за сончева енергија,
сурово масло и туристички услуги. Следуваше и ослободување од плаќање данок на добивка за малите и микропредпријатија со годишен приход од 3 милиони денари, како и можност за избор на модел за оданочување на оние кои имаат од 3 до 6 милиони денари приход. Спроведовме и реформи во управата за јавни приходи и даночната политика, кои ги поедноставуваат и олеснуваат процедурите за плаќање данок. Секоја година вршиме намалување на царините, со цел да им помогнеме на домашните компании во увоз на суровини и репроматеријали кои не се произведуваат во Македонија, како и усогласување со договорот со Европската Унија. Се воведи едношелтовскиот систем ЕКСИМ во царината за добивање дозволи, кој систем доби бројни меѓународни награди, а надлежните тела на Обединетите нации го препорачаа како модел за земјите во регионот. Во правец на поддршка обезбедивме и 250 милиони евра за подобрување на ликвидноста и за инвестиции на македонските мали и средни предпријатија. Во оваа прилика, почитувани присутни, дозволете да ве информирам дека од новата кредитна линија од 100 милиони евра, која стана ефективна во јуни годинава, 22 милиони евра се веќе одобрени средства. Очекуваме деновиве парите да бидат исплатени од Европската инвестициона банка и да легнат на сметките на 107 предпријатија во Македонија. Подсетувам дека овие кредити се со субвенционирана камата до 5,5%, какви што не нуди никој друг во Македонија и токму затоа сите фирми во Македонија влечат кредити речиси исклучиво од оваа кредитна линија која обезбеди владата. Во соработка со стопанските комори и директно со фирмите спроведовме, а делумно се уште спроведуваме 4 фази на проектот Регулаторна гилотина, со кој проект сменивме 100 законски прописи и околу 600 подзаконски акти со цел намалување на административните бариери во водење бизнис, унапредување на казнената политика и намалување на казните, каде во просек се намалија глобите за 50%, а некаде се воведе мерка укажување. Се скратија многу бирократски процедури, некои од нив се укинаа или поевтинија. Не случајно, Светската банка, која во 2006 година не рангираше на 96-то место според условите за правење бизнис, не искачи на 22-та позиција во светот. Исто така, списанијата Forbes и PricewaterhouseCoopers не прогласија за 5-та даночна најпријателска земја во светот. Се воведе и бруто плата и интегрирана наплата на придонесите, како и намалување и хармонизација на најниската основица за плаќање на социјални придонеси од 65 на 50% од просечната плата. Стапките на социјалните придонеси се намалија од 32 на 26,5%, а ако дозволат условите, во 2014 планираме повторно намалување. Со ова се намалија трошоците на фирмите, со што македонските фирми станаа поконкурентни на меѓународниот пазар. Многу нешта се поедноставија и се подобри редовноста на исплатата. Започнавме проект за континуирано промовирање на Македонија, со цел привлекување инвестиции и промовирање на Македонија како бизнис дестинација. Македонија е присутна во најпознатите меѓународни медиуми како CNN, CNBC, RTL, Bloomberg, Travel Channel, Fox Group, Euronews, Eurosport, The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, Herald Tribune, Business Week, Frankfurter Allgemeine Zeitung, New York Times, Corriere della Sera, Le Figaro и многу други. Го формиравме тим Македонија, со кој континуирано реализиравме инвестициски форуми, така наречени roadshow, при што посетивме по повеќе градови во Германија, во Австрија, во Италија, во Соединетите Американски држави, Канада, Кина, Индија, Велика Британија, Турција, скандинавските држави, Катар, Јапонија, Сингапур, Холандија, Белгија, Франција, Швајцарија и други. Назначивме 30 на промотори во 21 земја за непрекидно промовирање на Македонија како бизнис дестинација и за промоција на извозот. Освен што распределивме државно земјиште на голем број земјоделци, постепено ги зголемувавме субвенциите во земјоделието од 5 милиони евра годишно во 2006 на
на 130 милиона евра годишно годинава, а следната година престои ново зголемување на 135 милиони евра годишно. Извршивме предвремено раздолжување на Македонија, така што од 39% од бруто домашниот производ, колку што беше задолженоста кога дојдовме во владата, дојдовме на околу 24%, а денес околу 30%, со што влеговме од групата на средно задолжени во групата на ниско задолжени земји според стандардите на Светската банка и денес сме четврта најмалку задолжена земја во Европа. Не е случајно во 2007 и во 2008 што растот на економијата достигна 6,1% и 5,1% од бруто домашниот производ. Извозот порасна за речиси 60%, а странските директни инвестиции беа безмалку 1 милиарда евра за тие 2 години. За жал, светот го зафати голема светска економска криза, а само што таа заврши започна европската должничка криза. Таа не примора да размислуваме за антикризни мерки, при што донесовме 4 пакети на антикризни мерки и поединечно уште поголем број на поединечни мерки. Освен што возможивме како никаде во Европа, добивката да се одданочува само ако е распределена во дивиденда и што ги намаливме социјалните придонеси и царините, со антикризните мерки воведовме и мирување на оврските по основ на придонеси за здравствено осигурување, отписи на камати, кога е платен долг, по основа на даноци и придонеси, ослободување од донаучување камати, одварање на плаќање на даночниот долг, репрограмирање на долгот на 36 месеци, пониско одданичување на земјоделците за 80%, инвестицијска програма со која се предвидени голем број на инфраструктурни проекти, мерки за олеснување на извозот на стоки, намалување на трошоците за бизнис, а како влада воведовме и мерки во нашето работење, како што беа замрзнувањето на набавките на автомобили и мебел, ограничувањата при нови вработувања, намалување на тековните расходи кај буџетските корисници, одварање на предвиденото трето зголемување на платите во јавниот сектор, намалување на трошоците за патување и репрезентација, а пролонгиравме и дел од капиталните расходи и тие добија нова динамика. Рокот за плаќање ДДВ се помести од 15 на 25 во месецот, како што вие баравте. Се намали надоместокот за приватизација на градежното земјиште кај правните лица, се воведе кредитна линија кај Македонската банка за поддршка на развојот, МВПР, за микро, мали и средни предпријатија, со гарантна шема од МВПР. Се воспостави фонд за земјоделско земјиште за подуживање намене за невработени лица, се докапитализира МВПР со 10,7 милиони евра и се овозможи за одредени намени да дават директно кредитирање. Се воведоа специјални програми за вработување и самовработување на илјадници лица. Се усвои пакет на мерки за металуршката индустрија во соработка со стопанските комори. И силно се подржуваше градежниот сектор, кој пак директно влијае на други 26 сектори во економијата. Во тој правец се изгради автопатската делница Табановце-Куманово од автопатот Александар Македонски во должина од 7,62 км, во вредност од 15,5 милиони евра. Се изгради автопатската обиколница околу Скопје, долга 26 км, во вредност од 125 милиони евра, од кои преку 80%, односно околу 100 милиони евра, се реализираа по изборите во 2006 година. Овој месец започна изградбата на последната автопатска делница, на автопатската делница на автопатот Александар Македонски во пределот Демиркапија-Смоквица, во должина од 28,2 км, во вредност од околу 220 милиони евра, со план незината изградба целосно да заврши до почетокот на 2016 година. Ние направивме, како што ветивме во програмата, и сериозен обид за изнаоѓање концесионер за изградба на автопати од Скопје до Штип, односно Кочани, од Гостивар до Охрид и албанската граница, од Куманово до бугарската граница, како и од Скопје до косовската граница. И покрај тоа што понудивме сериозни субвенции за потенцијалниот концесионер, заради малиот број на автомобили, кои просечно годишно се движат по патиштата, ниту една од меѓународните банки не му одобри кредит на ниту еден од заинтересираните концесионери. И од тие причини никој од нив не се јави на тендерот. Како што стои во нашата програма, од тогаш преминавме на резервниот план и во моментот сме концентрирани на две работи. Подготовка да се понудат за концесија 2 помали патни правци за автопати,
за кои имаме сигнал дека поединечни, така одвоени, би добиле подршка,